За добитокот во истокот има се помалку место, освен еден куп други проблеми. Сточарите се почесто се жалат и на недостигот од пасишта. Тврдат, добитокот не можат да го прехранат, зашто место за напасување речиси и да нема. Немаме доволно пасишта, ние спрема број на стока што има во нашето село, например. Има многу голем број, околу 3000-4000 овци собират, а пасишта е мала. Ова подразбира дека добитокот е речиси гладен, што за сточарите е повеќе зијан отколку ќар. Повише трошок имаме тога и мора да купиш јачмен повише, мора да купиш луцерка и да ги подрануваш повише. Тоа се е на наш джеп, дополнително. Сега слушам од некна дека пуштиле да може да се такво продава стоката и сите ќе намалуваме више, сигурно. Идентично како во Штип е и во Малешевијата, и таму доволно простор за добитокот нема. Со пасистите имаме проблем тоа што го озакупираат приватни лица, си прават земјоделски објекти, после си го легализираат и си прават викендици. Според стандардите, на секој 4 грла ситен добиток следуваат 1 хектар пасишта, колку што е предвидено и за едно грло крупен добиток. Во регионот се чуваат приближно 140.000 ситен добиток и над 16.000 пашетни говеда, за чии потреби се неопходни околу 51.000 хектари пасишта. Во регионот како пасишта се регистрирани дури 84.000 хектари, но она што како податок на хартија го има државата, на терен или го нема, или е оддалечено со километри, или е без вода и неупотребливо. Јас ги носам на пасиште по овој рид што го гледам овде, поминуваме и натаму има пасиште, државна пасиште, значи тоа. Пристап до нив немаш? Немам никаков пристап. Значи со ова сега тука што е направено веќе немаме пристап. Инаку, секој регистриран сточар за пасишта на државата годишно и плаќа по 50 денари по грло ситен добиток, односно 250 денари за крупен. Само од сточарите од регионот за пасишта државата годишно наплаќа близу 11 милиони денари.